Почитувани присутни, добар ден. Јас сум Саша Арсич од Ново село Кумановско. Имам 44 години. Од својата 15-та година се занимавам со земјоделие. Живеам со мојата мајка, сопруга и 3 деца. Инаку од 2006 година официјално сум регистриран земјоделец. Сум се занимавал со многу работи. Сточарство, полјоделство, пченица, пченка, сончоглед, семка, диња. Од толку труд и работата не оди на добро. Напротив, состојбата се влошува. Прво, трошоците за производство се многу високи. Горивото и вештачкото ѓубриво станаа прескапи. Ќе дадам еден пример. Ако во 94 година со 1 литар кравјо млеко можев да купам литар и пол дизел гориво, денеска треба да произведам и продадам 5 литри млеко за да купам 1 литар дизел гориво. Втора работа, имам голем проблем со откупот на житарица, кои со голема мака ги произведувам, ги носам на пазар, произведувам квалитетно и количински доволно. Ги носам на пазар и таму што гледам. Неколку огромни камиони со увезено жито, нивното се купува, се зима, моето си го вратив дома да ми пропаѓа. Понатаму, поддршката која ја нуди државата е многу лажна. Наместо помош, создава товар за нас, земјоделците. Не им верувам веќе на институциите. Ќе ти кажат едно, друг ден ќе излезе друго. За субвенции ми дојде комисија на лице место. Одевме низ нивите, ги видоа, ја видоа и луцерката. И ми ја пофалија многу убава. После една година ми доаѓа писмо од пријавени 4000 квадрати, на лице место најдени 0. На двете парцели одеа, газевме кал до колена и на крај ми пишаа дека луцерката не постои. И јас после 10 години се откажав, не одам повеќе во подрачната единица на Министерството за земјоделие. Меѓутоа морам понекогаш кога ќе треба да им се однесе налог за платен закуп, да им се достави. И со целата папирологија што ни паѓа на грб, ние земјоделците живееме во голем страв и неизвестност. Страв дали сум го платил данокот, дали сум ги поднел сите потребни и непотребни документи. Понатаму секој утро, кога ќе се разбудам, ми се кине душата од страв, додека да стигнам до поштенското сандаче и да видам дали стигнало некое писмо од УЈП. Наместо да ја работам земјата, шетам папири по цели денови. Од толку трчање по шалтери, немам време да си ја работам земјата. И така, од производство за продажба, мојата работа се сведе само на производство за да го прехранам семејството. Вие, господине Заев, добро знаете со какви проблеми се соочуваме ние земјоделците. Земјоделецот го губи достоинството и со последни сили се бори да преживее. Меѓутоа, вака веќе не се живее. Затоа имам сериозни очекувања од идната влада. Очекувам големи промени во наша Македонија. Најпрвин, очекувам од политичарите да имаат слух и разбирање. И кога ние земјоделците ќе имаме некој проблем, да се обидат да ни го решат, ако е можно. Државното земјоделско земјиште треба да се подели на вистински земјоделци, а не само на големопоседниците. Очекувам да се воведе зелена нафта, бидејќи горивото е најважно во земјоделието. Со зелена нафта нашите трошоци значително ќе се намалат. Барам подобро да се организира откупот. Кога ќе вложам во производството, сакам да бидам сигурен дека можам и да го продадам, ама по гарантирана цена. Само така можам да управувам со трошоците и работата, без да се грижам дали ќе можам да го вратам вложеното, а и нешто да заработам. И за крај барам да се намали папиролошкиот хаос, кој ме исцеди и ми го потроши времето. Јас верувам дека може да биде подобро. Кога ќе се случат овие промени, следуваат посветли денови за нас, земјоделците.
Очекувам да живееме сигурно и достоинствено, да ја обработуваме нашата плодна и убава земја, да вадиме квалитетни производи. Наместо да мислам на преживување, сакам да мислам како да извадам поквалитетен производ. Ете, тоа е мојата приказна и тоа се моите очекувања. Ви благодарам за вниманието.